на сите и добредодовте назад на мојот YouTube канал. Верувале или не, Марио по втор пат донесе одлука да снима влогмас. Денеска е 1 декември. Не знам што се случува со мене, меѓутоа одлучив, почнувајќи од денеска, па во наредните 31 ден до 31 декември, секој ден да објавувам по едно видео. За разлика од минатата година, овој пат повеќето од видеата ќе бидат вака статични. Она што најмалку очекував да го правам, го почнувам денеска. Посакајте ми среќа, другари. Не знам како и не знам дали ќе го истарам ова до крај, меѓутоа искрено се надевам. Ја овде си направив чајче. Си изгорев. Долго време размислував со какво видео да го стартувам влогмасот и мислам дека вистинскиот избор е да одговарам на ваши прашања во ова видео. Пред неколку дена, без да ви кажам дека стартувам влогмас, поставив бокс. У тој бокс пристигна еден куп прашања. Ја одвоив 20, ако не се лажам, на кој што ќе одговорам во денешното видео. 7 вакво поред, меѓутоа прво од овогодинешниот влогмас. Па да стартуваме, драги гледачи. А претходно, не заборавајте да оставите лајк во знак на поддршка. Значи ова видео да има најмногу лајкови до сега. За ја да знам дека вие сакате да гледате влогмас, да гледате видеа до 31 декември и просто да ме мотивирате и сабскрајбнете се на мојот канал и заследете ме на Инстаграм и таму напишете ми дека ќе ме гледате. Пишувајте ми обавезно идеи доле и знам дека сум ви досаден со најави од по 10 минути, меѓутоа ја тоа ќе средам у монтажа да биде интересно. Фала, може да почнеме со одговарање на вашите прашања. Ајде. Вели сите да имаат исто мислење како тебе или различно. На прва би одговорил различно, затоа што не секогаш сметам дека моето мислење е точно или правилно. Од друга страна, доколку сите имаат различно мислење од моето, ја жив ќе се изадам. Просто животот ќе ми помине у дебатирање со другиве затоа што сите размислуваат поинаку од мене. Не знам, боле да имаат исто мислење, па се живееме сите среќно, исто си мислиме, исто не прави среќни и терен. Следното прашање вели, дали е нормално да мислам на секс цело време, а имам само 12 години? Па генерално ја во моите видеа никогаш не се земам за право да кажам што е нормално, што не е. Сето она што го зборувам од лично искуство и затоа што јас имам некакво мислење. Така што сите овие одговори земете ги со резерва. Сметам дека е сосема нормално постојано еден човек да мисли на секс, но не на 12 години. Сметам дека 12 години се премалку години за да бидеш окупиран или окупирана со dirty minds. Така што промени си го фокус. Има време за тоа. Следното прашање вели, Марио, во која апликација ги едитираш своите слики на Инстаграм? Па ништо нема да ви значи ако ви ги кажам имињата на апликациите. Користам Lightroom и Airbrush, ако не се лажам. Меѓутоа, еве оваа прилика сакам да ве прашам дали во текот на влогмасот сакате да излезе видео во кое што ќе ви снимам всушност туторијал како јас ги едитирам моите слики за на Инстаграм или генерално за на сите социјални мрежи, затоа што објавувам се уште слики и на Facebook. Ако сакате да направам такво видео, односно да ви снимам како јас си ги средувам сликите, лајкнете го ова видео и напишете ми у коментар хештег сакаме. Ако има доволно такви коментари, ве очекува видео во кое што ја ќе ви покажам како ги едитирам моите фотографии, кои се вау. Осветлувањето ми е катастрофа, но who cares? Дали мислиш дека си доволно добар човек? Ова прашање би требало да им го поставите на моите родители, на мојата сестра, на моите пријатели. Некако неблагодарно е да зборувам самиот за себе си, затоа што давам се од себе да бидам добар. Сметам за себе дека сум добар човек, меѓутоа од добро секогаш може подобро. Така што треба сите да се стремиме кон тоа да бидеме добри, хумани, да бидеме пријатели, да знаеме да сакаме, да шириме љубов, позитивна енергија, така што се надевам дека во тоа успевам. Следното прашање вели, која ти е најчеста пцовка? Па не знам колку е пристојно да одговорам на ова прашање, затоа што ја генерално не пцујам уопште. Мислам, у секојдневен живот не пцујам, не користам пцовки. Пцујам единствено кога возам. Имам една пцовка, која ќе ја бипувам валјда, затоа што не би сакал да се изразувам така на YouTube. Вели
Следното прашање вели, покрај лицето, кој дел од телото најмногу го гледаш пред огледало? Ја нешто ни не можам да кажам дека стојам често пред огледало, затоа што у соба моментално немам огледало. У потрага сум по убаво огледало за у соба. Ако знаете каде можам да најдам убаво високо огледало за у соба, онака потпрено на зид, убаво да изгледа, со бела тенка рамка, пишете ми долу во коментари или на Инстаграм. Вајда стомак, не знам, затоа што у фаза сум кога работам на тоа да симнам некое килце. Време е да се слабе, така што вајда вишокот на килограми го гледам. Следното прашање бајаги онака интересно, но не знам дали ќе знам да го одговорам. Вели, која е најлудата гласина која си ја слушнал за себе? Не знам како успеа во тоа да престанам да слушам гласини. Веројатно така што отфрлив од животот многу луѓе, а оние кои моментално се дел од мојот живот, се дел само од мојот живот и нема пристап до тие гласини, па не ми ги пренесуваат, така што се поретко слушам гласини за себе. Меѓутоа, знам дека многу често луѓето кои ме следат вака на социјални мрежи, не ме познаваат во живо или ме виделе така некаде, но никогаш не сме се запознали, се убедени дека јас сум дрзок, безобразен, кренат, што никако не е точно. Јас сум толку отворен за комуникација и толку отворен за нови пријателства, познанства. Сите вие што сакате да стапите у контакт со мене, имате слична енергија на мојата, тука некаде сте со години, слободно луѓе придете ми, пишите ми, јавете ми се, значи. Нит сум дигнат, нит сум дрзок, нит сум безобразен. Знам да бидам кога има потреба за тоа, меѓутоа вака генерално не. Така што е. На колку години планираш да се жениш? Јас претпоставам дека ти не си имал или имала лоша намера кога си ми го поставил или поставил ова прашање. Меѓутоа, ја мислам дека е мега гига некултурно да прашате некого кога ќе се жени, или кога ќе се мажи, или кога ќе има деца, или колку плата зема. Тоа се некои толку лични, интимни прашања. Ниту генерално ги разбирам луѓето кои константно ни ги поставуваат овие прашања. Ве се наполнив 25 години и сите очекуваат ја свадба да правам, не знам со кој памет. Следното прашање вели, до каде си со новата соба? Рум тур ќе биде сигурно едно од видеата во текот на овој влогмас. Собата е при крај, ми фали уште корнис, купив завеси, но немам на што да ги закачам. Сакам да правам полароид на зид, не знам дали знаете што е полароид, но не можам да најдам такви шипки, коцкасти, ќе ви ставам овде слика. Ако знаете каде можам да најдам, пишете ми. Барам огледало и масичка. Моментално имам една, меѓутоа тоа ми е старата, ја земав овде само за дур да најдам нова. Така што ете, постојат уште неколку работи кои треба да ги докупам и досредам и следува рум тур. Следното прашање баш онака интересно и можам слободно да кажам дека ова видео од овој тип, во кој што одговарам на вашите прашања, е едно од најкреативните до сега. Не знам што се случува со вас, меѓутоа ми се допаѓа секој едно прашање на кое што налетав овој пат и ви благодарам што сте биле креативни. Ако можеш да бидеш само уште еднаш во некое музичко шоу, каде би отишол за последен пат? Па ако е последна шанса прашање, веројатно на X Factor таму некаде у Лондон, у Велика Британија. Да, то. Сега да не повторувам два пати, да не завршам у никад не е касно, се надевам нема. Следното прашање е поврзано со звездите на Грант, односно четвртиот круг кој вие ќе го гледате во јануари, односно мојата емисија ќе гледате во јануари, затоа што четвртиот круг е веќе во тек. Вели колку гласови доби во овој круг. Па ја тоа го објавив на Инстаграм, пак ќе повторам, следете ме на Инстаграм затоа што таму објавувам буквално се и не ќе имате потреба да ми поставувате вакви прашања. Добив за прв пат вкупно 6 гласови, односно ги добив сите гласови и поминав директно во следниот круг. Следното прашање исто така поврзано со звездите на Грант и вели кога ќе се емитува мојот настап. Настапот би требало да се емитува, сега ќе ви кажам отприлике кога. На 23 јануари, например. Океј, следното прашање вели што мислиш за врска или брак на двајца од различна вера, муслимани и христијанка? Плиз, одговори. Мислам дека у неколку наврати имам одговорено на некои слични вакви прашања. Како и да е, во моја глава љубов е љубов и не познава граници, така што не ги разбирам предрасудите кај луѓето, особено не у 21 век. Предпоставувам дека се наоѓаш у некоја ваква ситуација, па инспирирано од тоа ми го поставаш прашањето. Сакувам сета среќа на светот и се надевам дека ќе се сакате до крајот на животот и не дозволувајте стереотипите и коментарите на луѓето околу вас да влијаат
на вас и на вашата врска или брак. Следното прашање вели, дали навечер стануваш за во веце и се упатуваш кон фрижидер? Ниту станувам за во веце, ниту се упатувам кон фрижидер, на моја среќа и задоволство. Следното вели, дали си имал секс без заштита? Ова е многу лично прашање и не знам дали уопште ќе ви значи ако на истото одговорам, меѓутоа ајде ќе кажам да, со тоа што сега ја би имал еден куп оправдувања, меѓутоа нема потреба, свесни сте дека сум го правил тоа кога сум бил врска и кога сум знаел дека треба и можам да си го дозволам. Која соба ти е поудобна, старата или ова сега? Па ова сега затоа што пред се е поголема, имам нов кревет, кој е поудобен и генерално атмосферата е некако попријатна, така што наскоро ќе ја видите и ќе го потврдите тоа се надам. Која би била твоја прва дестинација ако патуваш надвор од Европа? Па дефинитивно Лос Анџелес или Њу Йорк, нешто од тие две, затоа што пуста желба остана да ја посетам таа Америка и се надевам дека у некоја блиска иднина ќе ми се оствари таа желба. Дали едва и чекаш да заврши 2020? Па повеќе чекам да заврши ова пандемија отколку самата година, затоа што не сум сигурен дека пандемијата ќе заврши кога и годината, а се плашам од тоа дека истата таа пандемија ќе ни ја упропасти 2021. Искрено се надевам дека нема, но се плашам, така што свеедно, поминала, не поминала. Каква кола би си купил? Не е скромна, ама некако се замислувам себе си тако бело джипче, Ауди, тоа ми е инаку омилена марка на автомобили, така сакам бел джип, генерално. Ауди Q7. Тоа. И последното прашање за денеска вели лек против досада. Па со оглед на тоа дека вашиот Марио одлучи да тера влогмас, мојот YouTube канал во наредните 31 ден ќе биде вашиот лек за досада. Ќе се потрудам сите видеа да бидат онака мега гига интересни, за да не ви биде досадно. Јеј! Како и да е, се надевам дека ви се допадна денешното видео. Првото од овогодинешниот влогмас. Ми треба вашата подршка, ми треба мотивација, ми требаат идеи, така што пугајте у коментари, ставете лајкови, претплатете се на мојот канал доколку се уште не сте претплатени. Фала ви што ме гледате, фала ви што ме поддржувате. Ми останува само да се одјавам. Се гледаме утре на исто место, во исто време. Адио, аморе.